Како што ветивме на почетокот на емисијата, денеска ќе го ставиме под лупа BMW iX, модел кој од следниот месец излегува на пазарот, четврти е поред во портфолиото на потполно електрични автомобили на BMW, но е прв што ќе го понесе товарот на новото време, затоа што BMW подготви многу освежувања што се однесува не само до конективните технологии, туку и до оние што се однесуваат на возењето и стабилноста. Она што ги збунува сите, тоа е новата маска на ладилникот. Таа гледате дека е направена од пластика, затоа што нема потреба да биде решетка, бидејќи нема класичен мотор. Помалку импресивна е контурата, бидејќи е користена основа од X5, но iX е понизок од X5 и гледате дека има многу подобри дизајнерски решенија, како што се отварачите на вратите. Од задната страна повторно се иде на рационалност. Во багажникот имаме капацитет од 500 литри, што е сосема добро остварување, бидејќи тука е сместен вториот електромотор. Удобноста е голем предизвик за сите премиум возила, па и за BMW. Првото воодушевување од iX е кога ќе седнете на задната клупа, бидејќи се чувствувате како да сте во нечија луксузна дневна соба. Имате простор, ама баш на секаде и тоа многу. На амбиентот допринесува и серискиот стаклен покрив, кој, за разлика од конкурентите, нема ролетна, туку е фотогреј. А работното место на возачот исто така плени. Плени пуританскиот дизајн на внатрешноста, на кого доминираат два големи тачскрина. Првиот има големина од 12,9 инчи, додека овој овде на централната конзола има 15 инчи. Но, што е битно за нив? Битно е дека имате извонредна конективност, извонредно функционира навигацијата, па и сите оние апликации кои може да ги повикаме од нашиот телефон. Што се однесува до луксузот, тука имаме повторно изработка на ротационото копче направено од Сваровски, кој е кристал, исто така и прекинувачот на менувачот, но и сите оние работи кои се посветени на дотерување на седиштата. Го стартувам моторот или, што би рекле компјутерџиите, го подигам системот. Тој е веќе спремен за возење. Веќе во првите километри на возење на BMW iX50 сваќате дека се наоѓате во извонредно возило. Иако електричните возила не се познати по своите динамички својства, BMW со овој модел сака да покаже нешто сосема друго. Нешто што ќе донесе нова перцепција за електричните возила, пред се во нивните динамички својства. Но да почнеме поред. Помеѓу тркалата, односно на оските, каде што се сместени двата електромотори, едниот напред, едниот позади, се наоѓа голема батерија. Таа има капацитет од 108 киловат-часови и пружа автономија за околу 500 километри. Јас сум задуправувачот на најсилната изведба моментално, која располага со 516 конски сили и мамутски 768 ньютон метри. Максималната брзина достигнува до 200 км на час, каде што е лимитирана електронски. Второто име на BMW е перформанса. А кога збориме за овој модел, тој има извонредна перформанса. Забрзувањето од 0 до 100 е за 4,6 секунди. Но да видам како тоа изгледа.
Буквално сум залепен во седиштето. Ваква сила можете да почувствувате кај извонредно спортски модели на другите производители. Зборам на спортски автомобили, а не само на патнички. Двата мотори работат преку синхронизиран менувач кој е способен исто така како и моделите со класични мотори и пренос на силата на сите тркала да ја префрла силата од предната на задната оска. Кога сме кај воланот, морам да кажам дека хексагоналниот облик дава добра ергономија и има одличен фидбек со тркалата, што е вистинска реткост за електричен автомобил. Прекрасниот амбиент во внатрешноста е ишаран со многу висока конективна технологија, која е лидер во својата област. Дури и процесорите кои се ставаат за работа на електронските системи се 20 пати побрзи од оние кои се вградуваат во предходната генерација. Возачот во секое време, благодарение и на големиот head-up дисплеј, има прецизни податоци за се што се интересира. iX50 го очекуваме во Македонија кон крајот на годинава, кога ќе ги знаеме и цените. Во Германија неговите цени започнуваат од 98.000 евра, па стигаат се до 130. Со автономија од повеќе од 500 километри и перформанси, а се разбира и извонредна внатрешна изработка, ова е многу конкурентна цена. Во текот на идната година на пазарот ќе пристигне и перформансната изведба која се нарекува iX60, а низините перформанси се еднакви и дури и подобри од X5 во M изведба. Но за тоа по тоа. Вистинско задоволство и уживање беше да се најдам 400 км за управувачот на BMW iX50. Ово возило ќе биде нешто посебно, бидејќи нуди многу повеќе од неговите конкуренти. Нуди многу подобри возни својства, чувство во внатрешноста, завршна обработка која од Тесла за светлосна година подобро, а перформансите само може да сонувате за таков автомобил. Ви посакувам се најубаво, останете во добро расположение и здравје до следното издание на Автомагазин. А до тогаш не кажувате никому, отидов да се забавувам.